Во срцето на Битола стои барокната куќа на семејството Мацали, изградена во 1902 година. Тука живеел познатиот трговец Михаил и неговиот син, еминентниот доктор Константин Мацали. Оваа велелепна градба е дом на историјата, откаде потекнува и славната археолог Фанула Папазоглу. Иако преживеала 2 светски војни, денес куќата чека на денационализација за да си го врати стариот сјај. Овој објект до Порта Джез останува еден од највпечатливите символи на Стара Битола. Зад музичкото училиште во Битола се наоѓа куќата на браќата Петровиќ, една од ретките градби во градот изградена во елегантниот стил арт деко. Објектот е подигнат во 1937 година на местото каде претходно живеел последниот османлиски председател на градот. Оваа модерна куќа со специфична заоблена фасада низ историјата служела како палата за сметки и стамбен простор за офицери на армијата. Во 1953 година градбата им била конечно вратена на сопствениците, зачувувајќи го својот уникатен архитектонски изглед покрај реката Драгор. Покрај реката Драгор се наоѓа куќата на семејството Јажеви, купена во 1930 година од Вангел Јажев, кој по печалбата во Париз и Перу се вратил во Битола како успешен трговец. Оваа впечатлива градба со турско потекло е изградена врз цврста камена подлога со специфичен бондрук систем и квалитетно дрво. Иако објектот по војната бил национализиран, по долги децении конечно им е вратен на сопствениците во 2020 година. Во близина на садкулата се наоѓа розовата куќа на музичарот Димитри Лала, кој бил асистент на големиот Рихард Вагнер и починал во Битола во 1911 година од колера. Неговата богата покуќнина и ретки предмети беа продадени на градот во 2006 година и денес се чуваат во Битолскиот музеј како вредно наследство од европските метрополи. На аголот меѓу Широк Сокак и улицата Солунска се наоѓа впечатливата сина куќа на Топаловци, изградена од богатиот дебарски трговец Вело Топал Гигов во 80-тите години од 19 век. Вело стекнал огромно богатство со изработка и продажба на народни носии низ Цариград и Виена, но неговиот живот завршил трагично во 1892 година кога бил убиен од платен убиец. По неговата смрт, семејството се преселило во Битола и продолжило да живее во оваа раскошна градба, која и денес е еден од најпрепознатливите символи на градот. На Широк Сокак, наспроти католичката црква, се наоѓа поранешниот дом и аптека на познатиот битолски фармацев Ташко Филиповиќ, изграден во 1929 година. Објектот кој денес е адаптиран во хотелот Сомнија се препознава по неокласичните украси на покривот и карактеристичниот монограм со годината на градба на самата фасада. Во близина на садкулата се наоѓа куќата на Даниел Бомбол, врвен инженер школуван во Белгија, кој починал во Битола во 1965 година. Иако објектот бил национализиран по Втората светска војна, семејството успеало да го врати во свој посет и неговите наследници живеат таму до ден денес. Во Јени Маале се наоѓа грандиозната куќа на Чекутковци, изградена од браќата Илија и Вангел во периодот од 1923 до 1924 година. Оваа монументална градба била меѓу првите со електрична енергија во Битола и во своите огромни подруми криела бочви со вино и ракија од познатото производство на семејството. Иако објектот бил национализиран во 1947 година и користен како шапкарница, сопствениците успеале да го вратат својот дом, кој денес е сведок за богатото минато на фамилијата. Покрај реката Драгор во населбата Јени Маале се наоѓа жолтата куќа позната како Бродот, која му припаѓала на прочуениот потковувач Михаил Димовски, попознат како Мијал на Албато. Оваа специфична и тесна градба со разиграна фасада била купена од Мијал во периодот меѓу двете светски војни, откако претходно таму живеел под кирија со своето многодетно семејство. По неговата смрт на 50 годишна возраст веднаш по ослободувањето, куќата останува на кеот како еден од најоригиналните архитектонски символи во овој дел од Битола. На Широк Сокак се издигаат двете споени куќи на браќата Диковци, изградени во 1928 година според австријски архитектонски модели. Браќата Алексо и Методија ги подигнале овие раскошни објекти со капитал стекнат од печалба во Америка, украсувајќи ги со скулптури и мебел донесени директно од Австрија. По бурните историски пресврти и периодот на затвор и национализација по 1947 година, семејството конечно си го вратило поседот во 1957 година. На Широк Сокак, наспроти хотелот Епинал, се наоѓа куќата на Елени Каринте, надалеку позната по легендарната и забранета љубов со таткото на модерна Турција, Мустафа Кемал Ататур. Оваа раскошна влашка градба со широк балкон била сведок на копнежот меѓу младата битолчанка и тогашниот кадет, чија врска наишла на силен отпор од нејзиното богато трговско семејство. Иако нивните патишта се разделиле, приказната за Елени останува жива преку нејзиното писмо и овој култен објект кој денес е една од најпосетуваните точки за туристите во Битола. Раскошната куќа на семејството Чока,
изградена во втората половина на 19 век, представува уникатен спој на барокни, ренесансни и медитерански архитектонски стилови. Градбата во близина на гимназијата Таки Даскало некогаш служела како бугарска полициска станица и комесарство за бонови за храна, пред да биде национализирана по Втората светска војна. Иако нејзината внатрешност крие фасцинантни дрвени скали и богато украсена фасада, денес објектот е во тешка состојба и во него живеат неколку социјално загрозени семејства. Куќата на Ѓоре Еконот е оној објект каде што се наоѓа вино бар Буре. Во овој локал беше сместена стоковната куќа Магнолија, сладкарницата Магнолија, била австријски конзулат. До Мојсов мост покрај реката Драгор се наоѓа куќата на семејството Шуплиновски, подигната со материјали од Солун во периодот од 1897 до 1904 година. Градбата има трагична историја бидејќи првото многубројно семејство речиси целосно изумрело од болест, пошто објектот служел како хотел, еврејско училиште и полициска станица. Иако сопственикот Алексо се обидел да ја спаси од национализација во 1949 година со уривање на дел од квадратурата, куќата била одземена и подоцна неколку пати ги менувала сопствениците до нејзиното прво реновирање во 2003 година. Куќата на Петар Мачкик е извонреден пример за арт деко архитектурата во Битола, проектирана од чешкиот архитект Јан Дубови во периодот меѓу двете светски војни. Градбата е светски позната по релиефот Девојката со гитара поставен над влезот, дело на славниот хрватски скулптор Иван Мештровиќ кој починал во Америка во 1969 година. Иако сопственикот бил истакнат културен деец и директор на музеот во 50-тите години, овој уникатен објект денес е целосно напуштен и препуштен на забот на времето. На аголот меѓу улиците 27 март и Добривој Радосавлевиќ стои куќата на познатиот заболекар Елдат де Мендоза, кој бил роден во 1903 година. Како дел од побогатиот слој на битолските сефарди, семејството Мендоза живеело грациозен живот до 1943 година, кога биле присилно депортирани од својот дом во логорите на смртта. Оваа велелепна градба денес е нем сведок на трагичната судбина на еврејската заедница во Битола, чекајќи го својот заслужен сјај и обнова. Куќата на Шимона Руести, изградена во 1922 година во населбата Латабана, е препознатлива по раскошниот влез со Давидова звезда и зачуваното еврејско наследство. Сопственикот успеал да ги спаси своите блиски со бегство во Албанија во 1943 година, а подоцна куќата ја купило семејството Алтипармакови со златни наполеони скриени во домашен леп. По долг период на национализација и плаќање кирија за сопствениот дом, објектот конечно беше вратен на наследниците во 2007 година. Куќата на трговецот Мјалче Петров била изградена во 1929 година на местото каде што денес се издига Домот на културата. Овој раскошен дом со насликани ѕидови бил родното место на 4 образовани ќерки, меѓу кои и Даринка, која по демонстрациите од 27 март 1941 година станала основач на катедрата за англиски јазик во Скопје. Поради изградбата на новиот културен центар во 70-тите години од минатиот век, објектот бил срушен, а наследниците на семејството Калиновци денес живеат во населбата Недопирливи и во поголемите балкански метрополи. Браќата Георги и Глигор Чукалка се вратиле од 17 годишна печалба во Америка и на широк сока купиле новоизградена куќа на местото на некогашната грчка банка. Иако објектот бил национализиран во 1945 година и користен за потребите на државни институции, по законот од 1959 година тој им бил вратен на сопствениците. Денес во овој значаен објект суште живеат наследниците на семејството, додека приземните дуќани каде некогаш работела познатата берберница на Благој Кусиот се издаваат како модерни деловни простори. На аголот меѓу широк сокак и улицата Рузвелтова некогаш се наоѓала куќата и печатницата на Илија Иванов, изградена во 1921 година со помош на неговото богато семејство. Поради неговата националност и политички притисоци, сопственикот целиот имот го препишал на сопругата Стефка во 1930 година, но по неговата смрт во 1945 година објектите биле национализирани. На местото на овој некогашен раскошен дом и печатница, во 60-тите години од минатиот век е подигнат денешниот хотел Македонија.